Бум, бум. Топ викенд. Денес, ден четврток. Уште 2 дена и дерби викенд. Онака минативе 2-3 недели лабаво, ништо не се дешаваше. И сега најнаш 3 големи дербија. Сабот, нема ништо посебно. Уствари има, ама главното е во недела. Пазете сега. Арсенал, Ливерпул, Интер, Јувентус и Реал Мадрид, Атлетико Мадрид. Топ. Од кај да се почне? Од Инстаграм. Дечки, ќе почнеме да бидеме поактивни на Инстаграм, така да следете не. Overtime with TJ. Имаше добра интеракција со вас и ќе продолжиме така. И да, можете да предлагате за што, какви видеа, што видеа и така натаму, да правиме за следната недела. И уште нешто. Ново лого. Нов брендинг, нешто црно-жолто. Ќе не препознавате лесно. Инстаграм, Фейсбук, ТикТок, сегде. И Јутуб нормално. Нема утка. И жолта и чашава билаве. И не е можно 80% од коментарите на Инстаграм да се за Јувентус. Онака мислам дека универзумот е против мене. А пазете го постав. Ајде да се преброиме, пишете ни во коментар кој екип има поголем број фанови од Македонија и кој ќе тепа. А утре ново видео за овие дербија, па да ги прокоментираме вашите предвидувања. Затоа сите на YouTube. И следува. Форца Јуве. Форца Јуве. Форца Јуве пак. Не ми се верува. Форца Интер. Дечки, следен пат пишете за Интер, некој останав сам. Си се наметна сам. Прв надпревар. Интер Јувентус. Дерби де Италија. Буквално битка за титула. Види табела. Интер 54 бода, Јуве 53 бода. И Интер има надпревар помалку. И чекај сега. Алегри сака да си игра крадци полицајци. Битката за врвот е како игра на крадци полицајци. Тие бегаат, ние ќе ги бркаме. Усвари превод сака да каже Јуве се полицајци, Интер се крадци. Нема проблем бе, ќе ве покрадеме. Јуве кикса минатото коло со Емполи, сега треба да се вади со Интер. А Интер освоен супер куп и победа минатото коло против Фиорентина. Едино ми е страф од Карлитос Алкарас. Тенисерот. Кај го најдов себе исто име со тенисерот, не ми е јасно. Шала на страна. Добар играч е и одличен трансфер. Мислам дека ќе остави голем печат во Јувентус. Поздрав до сите што пишавте на Инстаграм, на постот на Инстаграм, ама дечки, мислам Интер ќе тепа. Ако грешам, должам пиво на сите. Држете ме за збор. Одиме во Англија, Премиер лига и супер дерби. Арсенал, Ливерпул. АФЦ Кастел типува на Арсенал. Нормално профил на најавачи на Арсенал во Македонија. Јас типувам на Ливерпул. Еве зошто. И ова е исто битка за титула. Со тоа што ако Арсенал не тепа, ги губи шансите. Арсенал беше катастрофална серија, ама некако врза 2 победи во низ. Ама Ливерпул си гази. Салах нема да игри на овој надпревар, ама и без него Ливерпул го сгази Челси 4-1. И сега што е интересно од оној надпревар со Челси? И имаме нов рекорд. Њунес 4 пати ја погоди пречката од голот на Челси. А тој е рекорд во историјата на Премиер лигата. Не еден надпревар, 4 пречки. Стативи, се едно. Дечко, не си нормален, е. И уште една позитива од Ливерпул. Конор Бредли. Запазете го имево. Вистински хит. 2 меча поред, 2 пати Man of the Match. На само 20 години. Има потенцијал да биде еден од најдобрите десни бекови во Премиер лигата. Ќе биде интересен меч, ама мислам дека Ливерпул е поблиску до победа. И одиме со вториот најкоментиран надпревар меѓу овие 3 надпревари. Шпанија, Ла Лига, мадридско дерби, Реал Мадрид, Атлетико Мадрид. Реал е во огромна предност, ома кажувам. И на табелата, и играчки, и според форма, и според све. Но, тука никој не може да биде сигурен. Значи, кога и да се игра ова дерби, без разлика каде се екипите на табелата, во каква форма се, секогаш има многу борба, многу трчање, многу тактики, едноставно има многу се. Годинава, значи јануари месец, оваа година, минатиот месец, двете екипи одиграат 2 меча. Двата меча завршија нерешено. И тоа пазете, едниот 2-2, другиот 3-3. Во Суперкупот и во Купот. И двата меча се одлучуваа на пенали. Еднаш тепаше Атлетико, еднаш Реал Мадрид. И сега може да биде нерешено, ама ја мислам дека ќе тепа Реал. Усвари мора да тепа ако сака да достигне, односно престигне Жирона на врвот на табелата. Жирона е доста екипо за ова видео. Значи следете не, стиснете subscribe, лайк на видеото, лайк на Facebook, Instagram и TikTok, Overtime with TJ. И чекайте нови видеа, рилсови, постови, така натаму. Ајде, убав викенд и чао!